Ајде. Почитуван председател, почитувани членови на раководството на СДСМ, почитувани делегати, ви благодарам за довербата. Вашата денешна одлука и поддршката од огромен број членови и симпатизери на партијата да бидам кандидат на предстојните избори за председател ме исполнуваат со надеж и верба во конечна победа. Во овие моменти не чувствувам само чест што сум кандидат за оваа функција, туку и обврска, доколку бидам избран, да застанам на чело на едно широко граѓанско движење, кое треба да ги донесе нужните промени во земјата. Задоволство ми е што на овие избори влегувам како кандидат на Сдружената опозиција, начело со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои се единствената организирана политичка сила која може да ја промени Македонија на подобро. Тоа е политичката структура која понесе голем товар и во борбата за создавање на современата македонска држава. Многу од незините субјекти се нераскинлив дел и од историјата на македонската револуционерна организација, која е заедничко, вредно наследство на сите македонци. Почитувани делегати, драги пријатели, последниве години Македонија оди во насока која не оддалечува од нашето окружување и од светот. Додека не убедуваат дека живееме подобро од порано, дека невработеноста реално се намалува, дека безбедноста на граѓаните е зголемена, дека Македонија е почитувана членка на меѓународната заедница, секојдневно имаме прилика да се увериме дека расте бројот на работници кои не можат да заработат за гол опстанок, млади кои напуштаат земјата во потрага по подобар живот, деца кои се жртви на насилства во училиштата и автобусите за кои државата нема вистинско решение, новинари кои поради својата посветеност на вистината се судени во монтирани политички процеси. Еден народ и една земја не можат долго да живеат во агонија. Таа ги пасивизира луѓето, го кочи напредокот, ги уништува националните и државните перспективи. Ако чекаме гладот да го надвладее стравот, тогаш ќе биде предоцна за вистински промени. Политиката која ги подценува и притиска луѓето е нечестна и неморална. Тоа е политика која наместо да обезбеди еднакви шанси за сите, носи беда за огромното мнозинство честни и вредни луѓе, а од друга страна промовира невиден раскош за малата елита на врвот. Пасивноста не е решение за нашите проблеми. Излезот не е во спуштените глави и рамнодушноста. Постои само една рационална опција: да застанеме на чело на колоната сиромашни и обесправени и да ја започнеме битката за демократски промени заедно со сите вистински патриоти кои сакаат поинаква Македонија. Не за Македонија во приватна собственост, туку Македонија на сите кои во неа живеат. Земја на слободни луѓе во која со честна работа секој може да има за достоинствен живот. Земја почитувана и внатре од своите граѓани и почитувана надвор. Земја со која би се гордееле и илинденците, и партизаните, во која ќе гледаат иднина и нашите деца и нашите внуци. Почитувани делегати, на почетокот на овој ангажман за темелни промени, сакам отворено и искрено, како што секогаш сум правел, и ќе правам во иднина накусо да ви го представам мојот концепт за Македонија. Првата моја задача ќе биде да го вратам достоинството и важноста на функцијата председател на Република Македонија.
изминативе 5 години таа важна државна институција доживеа деградирање без преседан во поновата историја. Изминативе 5 години не само што немавме лидер и политичар со визија за Македонија, ние воопшто немавме председател. Наместо глас на обесправените, наместо заштитник на граѓаните и обединувач на нацијата, добивме уште еден владин службеник кој ги амирува сите одлуки на законодавната и извршната власт. Мојата лична цел е да бидам председател кој ќе биде чувар на уставот, заштитник на граѓаните и обединувач на нацијата. Нема да имам никакви дилеми која ќе треба да се спротивставам на било која злоупотреба на власта, да ги заштитам граѓаните од притисокот на оние горе кои изгубија контакт со реалноста. Во ниту еден момент нема да се колебам да ги употребам сите овластувања кои ми ги дава уставот, за да се спротивставам на кршењето на човековите права, евидентното рушење на демократијата, ограбувањето на татковината и продлабочувањето на поделбите во земјата. Најважна задача, моја и ваша, заедничка, е да ја вратиме Македонија на нормален колосек. Нормално е Македонија да биде демократска, а не автократска држава. Нормално е да биде равноправна членка на Европската унија, а не сојузник со африканските диктатури и сомнителни бизнисмени од Азија. Со оваа власт Македонија нема меѓународни пријатели и поддржувачи на патот на нашата меѓународна афирмација кај влијателните европски и светски политички фактори. Нормално е да имаме правна држава и независно судство, а не политички затвореници. Конечно, нормално е да имаме социјална држава, а не држава на социјални случаи и емигранти. Граѓаните ќе бидат клучниот фактор и основниот коректив во носењето најдобри одлуки за еднината на државата. Ниту еден закон што собранието ќе го донесе нема да биде безрезервно поддржан доколку не кореспондира со основните интереси на граѓаните или е во спротивност со највисоките стандарди во демократските држави. Не е претерување кога велиме дека живееме во време во кое, како и порано во историјата, можно е да биде доведен во прашање и обстанокот на државата. Затоа овие избори нема да бидат обични избори за председател. Овие избори заедно со парламентарните се многу повеќе од тоа. Тие се тест за зрелоста на нашата држава и народ. Тие истовремено се и нашата голема шанса да ја запреме колата која неспорно оди надолу, да се спротивставиме на политиките кои немам никакви дилеми преку поделбите и безумното задолжување го уништуваат ткивото на нашата единствена татковина. Почитувани делегати, горд сум што бев еден од најблиските соработници на председателите Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Искуството кое го стекнав со нив двајцата ме прави целосно свесен за одговорноста која ја носи функцијата председател на Македонија. Јас како иден председател на Република Македонија ќе бидам човекот што ќе се грижи и ќе ги почитува интересите на сите граѓани, на македонците и албанците, на турците и ромите, на србите и власите и на сите останати граѓани во Република Македонија. Тоа е, според мене, вистинската борба за националните и државни интереси. Од тој ангажман ниту се плашам, ниту имам намера да се повлечам. Почитувани делегати, од ова место сакам да повикам на широка граѓанска мобилизација за подобра Македонија. Да не ги трпиме секојдневните понижувања. Македонија или ќе биде исправена, слободна и интегрирана со светот, или нема да напредува. Со ваша поддршка, драги пријатели, но и со поддршка на голем број граѓани на Македонија, ќе треба најнапред да ја кренеме државата на нозе, а во некои делови и да ја градиме од почеток.
до ниту една победа не се снасува без работа и по споредни патеки. Ќе одиме по главниот пат до срцата и разумот на сите граѓани на државата, да им покажеме дека постои реална и подобра алтернатива за политиките на оваа власт. Од луѓето ќе бараме само едно: да кажат да за достоинствена Македонија. Да за Македонија на сите, не за Македонија на малкумина. Да за заедничка Македонија. Македонија заслужува председател. Да живее Македонија!